ВМРО-ДПМН и на овие избори излеза со програма која содржи конкретни проекти, кои содржат конкретни рокови и кои се одговор на реалните потреби на граѓаните. Наш приоритет останува грижата за старите лица. Во следниот мандат, владата предводена од ВМРО-ДПМН ќе ги зголемува пензиите по 5% годишно, со исплатата на пензијата за јуни. Вкупното зголемување на пензиите за 4 години ќе изнесува 21,5%. Политиката на планираниот пораст на пензиите е возможна доколку не се случи сериозна надворешна криза, која би влијаела негативно врз економската и финансиската состојба во Република Македонија. ВМРО-ДПМН и претходно во периодот од 2006 година до 2014 година ги зголеми пензиите за 62% во просек. Со оваа мерка и понатаму продолжуваме да го подобруваме животниот стандард на пензионерите и да водиме вистинска грижа за нашите највозрасни граѓани. Се со цел да се обезбеди квалитетен живот, социјална заштита и сигурност на старите лица. Од 2015 година ќе започнеме со реализација на проектот Бесплатен туристички викенд за пензионери. Бесплатниот викенд ќе може да се искористи во одмаралиштата и хотелските комплекси кои се наоѓаат на планините и крајбрежјето на езерата во Македонија, како на пример во Охрид, во Дојран, во Струга, во Преспа, Берово и Крушево. Во овој проект влегува платен превоз, ноќевање и 2 полни пансиони. Оваа услуга ќе може да ја користат лицата корисници на старосна, инвалидска и семејна пензија, а лицата корисници на пензија кои користат и паричен надоместок за помош и нега од друго лице имаат право и на придружник. Предност имаат корисниците на пониска пензија. Секоја година оваа услуга ќе можат да ја користат до 3000 корисници на пензија во пролетниот и есенскиот период, односно 12.000 пензионери за 4 години. Рокот е од 2015 до 2018 за овој проект. Владата исто така во соработка со градот Скопје досега овозможи бесплатен превоз во градскиот сообраќај во Скопје во вторник, петок и сабота. Преку овој проект ќе се овозможи досегашната бесплатна услуга за превоз на пензионерите во градскиот јавен сообраќај да се прошири и да важи и во недела. Со ова ќе се креираат услови за рамномерно распределување на бројот на патници пензионери, кој што досега е сконцентриран во деновите кога тој е бесплатен за пензионерите. На тој начин ќе се создадат услови за намалување на метежот во јавниот сообраќај и ќе се подобри животот на пензионерите. Ќе се продолжи и со реализација на проектот Банјско-климатска рекреација на корисници на пензија. Услугата на банјско-климатска рекреација ќе можат да ја користат еднаш во периодот од втората половина на март до ноември, во период од 7 дена кој што опфаќа 7 полни пансиони, ноќевање со 3 оброка дневно, банјска терапија, задолжителен здравствен преглед како и трошоци за превоз. Проектот ќе продолжи да се реализира и во наредните 4 години, при што ќе бидат опфатени уште 22.000 пензионери. Во поглед на социјалните права предвидуваме зголемување на социјалната парична помош за вкупно 21,5%, односно 5% годишно. Во следниот мандат, владата предводена од ВМРО-ДПМН ќе ја зголеми социјалната помош по 5% годишно со исплатата за јуни секоја година. Тоа е пораст на социјалната помош од вкупно 21,5%. Политиката на планираниот пораст на социјалната парична помош е возможна доколку не се случи сериозна надворешна криза која што би влијаела негативно врз економијата и финансиската состојба во Република Македонија. ВМРО-ДПМН во период од 2006 до 2014 година заради подобрување на животниот стандард, подобрување на условите за живот и намалување на социјалниот ризик на примателите на социјална парична помош, истата ја зголеми во просек за 47%. Со ова докажуваме дека ВМРО-ДПМН се грижи за социјално најранливите категории на граѓани. Исто така, ВМРО-ДПМН во континуитет се грижи за подигнување на бројот на згрижувачките семејства, кои се грижат за децата без родители, децата без родителска грижа, децата со пречки во развојот, како и децата со воспитно-социјални проблеми. Во таа насока ќе се зголеми паричниот надоместок за згрижувачки семејства за 25% во следниот период. Посебниот додаток се обезбедува за дете кој има пречки во телесниот или менталниот развој, деца со инвалидност, со ментална попреченост, тешки хронични заболувања, оштетување на видот, слухот или говорот, како и деца со аутизам.
Висината на посебниот додаток до 2013 се зголеми за 30%, додека износот на посебниот додаток за самохран родител кој што има дете со специфични потреби, кој има пречки во телесниот или менталниот развој, се зголеми за 50%. Во следниот период, ВМРО ДПМН ќе зголеми висината на посебниот додаток на примателите кои потекнуваат од материјално необезбедени семејства и кои имаат дете со пречки во телесниот или менталниот развој за 25%. Истиот ќе изнесува 5457 денари. Почитувани, ова се само мал дел од проектите, од вкупно 2046 проекти, содржани во новата програма. И секако кога ќе се погледнат и кога ќе се споредат понудите на партиите, има дефинитивно разлика. Таа разлика е во проектите, во честниот пристап, работливоста, честноста и отчетноста. Ви благодарам.